Планот за изградба на гасоводот Турски поток ги стави историските ривали Русија и Турција на една страна. Но според поранешниот американски амбасадор во Азербејџан и Босна и Херцеговина, а сега професор по енергетска политика на Универзитетот Џорџ Мејсон, Ричард Каузларич, за проектот постои голема неизвестност поврзана со финансирањето, цената на гасот за Турција, но и за тоа за кого ќе биде наменет гасот. Има многу неодговорени прашања. Се чини дека е начин да се држи живо она што навидно беше целта на Јужниот поток, а тоа е да се избегне достава на газ во Европа преку Украина. Во основа не е развивање на нов пазар во Европа, туку избегнување на испораката на руски газ преку Украина. На почетокот на април, Унгарија беше домакин на Грција, Србија и Македонија на средба за тоа како колективно да допринесат за турскиот поток и колку проектот е издржлив. Во прашање не е само економската страна, туку и европските регулативи. Неодамна Европската комисија покрена случај против Газпром за монополската улога и во производството и во доставата. САД ја поддржуваат разновидноста на доставата на газ во Европа, а подпредседателот на Европската комисија Марош Шефовиќ порано годинава кажа дека работна група до јуни треба да изготви акционен план за достава на газ до Централна и Источна Европа. Решивме дека наша цел треба да биде во регионот секоја земја да има обезбедено достава на газ најмалку од 3 извори. Но на пресконференција по неодамнешната посета на Белград, рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров шпекулираше дека немирите во Македонија можеби се насочени против руските интереси во земјата, која што не се приклучи на западните санкции кон Москва и може да стане транзитна земја за руски газ. И ещё едно соображение в том, что касается македонских событий. Има појава на нешто што би го нарекол менталитет на конфронтација. Не можам да бидам сигурен, но објективно гледано, настаните во Македонија се развиваат по линија на одбивањето на македонската влада да воведе санкции против Русија и по линија на активната поддршка на Скопје за плановите за изградбата на гасоводот Турски поток. Амбасадорот Каузларич на ова коментира дека не станува збор за нов фронт на американско-руска битка за енергетска доминација на Балканот. Јас навистина не верувам во тоа. Со жалење можам да кажам дека еден од проблемите е дека САД не одвојува толку внимание на Балканот во целост и посебно за Македонија и за Босна и Херцеговина. Не гледам дека ова е област каде се игра голема игра на надпревар меѓу САД и Русија за влијание. Мислам дека нашиот интерес генерално е да се направи разновиден европскиот пристап кон енергенсите, наместо да се судриме глава со Русија.